сала. За жал, кога се во прашање значени теми во економската дебата во оваа собрание, редовно се поклопувани со други политички теми кои што се во фокусот на јавноста. Така да ребалансот на буџетот го носевме во ситуација кога на работно тело беа во тек амандманските расправи за уставните измени. Разгледувањето на завршната сметка пак на буџетот на работно тело беше во ситуација кога пукна аферата за ова што неколку десеттина дена веќе ја тресе Република Македонија со рекетарскиот скандал, а денеска вообичаено, најверојатно во фокусот на јавноста ќе биде пресконференцијата нели на првиот човек на СЈО, нели што денеска се случи. Меѓутоа, додам со ред по завршната сметка. Пред малку од страна на колегата Илија Николовски имавме теоретски час за тоа што е буџет и завршна сметка и не сакам да должам многу за тоа. Само да кажам дека завршната сметка фактички ја одразува фискалната политика што се водела во изминатата година и начинот на користење на прибраните средства во буџетот преку буџетските расходи. Завршната сметка е значаен документ врз база на кој што и реализацијата на тековниот буџет на приходна и расходната страна во тековната година треба да бидат основни параметри за ребалансот на буџетот кој што беше најавен од Министерството за финансии. Кажувам Министерство за финансии затоа што во моментот никој во држава не знае кој е министер за финансии. Најавено беше со реконструкцијата дека тоа ќе биде премиерот, меѓутоа по укажувањето од антикорупцијска комисија дека се неспојиви тие две функции, во моментов Република Македонија нема министер за финансии и не знаеме до кога ваква ситуација ќе имаме да владата на Република Македонија нема свој министер за финансии. Инаку, за завршната сметка во минатата година, изразено во бројки, приходната страна беше планирана на 3,14 милиарди евра, а расходната страна на 3,44 милиарди евра со 300 милиони евра буџетски дефицит, финансиран преку издадената еврообврзница и со задолжување на домашниот пазар. На крајот годината, согласно и оваа завршна сметка, е со 3,3 милиарди евра на расходната страна и буџетски дефицит од 180 милиони евра. Ако се разгледа структурата на буџетските расходи, воедно треба да признаеме дека буџетските приходи во главном се во рамките на планираното, кое што нели беше на некој начин препланирано со ребалансот на буџетот. Буџетските расходи во главном одеа 50% од буџетските расходи, односно 1,6 милиарди евра за социјални трансфери и околу 430 милиони евра за плати и надоместици на плати во јавниот сектор. Ова треба ептен да не загрижува, затоа што гледајќи ја структурата на буџетските расходи, ќе констатираме дека 70% од буџетските расходи одат за социјални трансфери и за плати и надоместици на плати во јавниот сектор, што е поразително имајќи во предвид многу мал дел од вкупните буџетски расходи што оди за капитални расходи и за потикнувањето на економијата. Значи, едва 1/4 од буџетот се користи за потикнување на економскиот развој, дали тоа преку субвенции во економијата, во стопанството и земјоделието, дали се во прашање нели реализација на капиталните расходи. Што ја одбележа фискалната 2018 година
Пред се, тоа е катастрофалното ниско ниво на реализација на капиталните инвестиции, никогаш пониско. Се обидуваат колегите од парламентарното мнозинство да ја релативизират така ниската стапка на реализација на капиталните инвестиции преку споредба со годините на светска економска криза и должничка криза, кога многу од државите посегнаа кон намалување на капиталните расходи со цел да ги остварат реализацијата на социјалните трансфери. Некои држави посегнаа кон зголемување на даночниот товар, намалување на плати, на пензии. Република Македонија, за среќа, не беше тој пример, туку не се намалија ни социјалните трансфери во тие години, нити пак се намалуваа платите. Како последица на така ниското ниво на реализација на капиталните расходи, се посегна кон мерката на плаќање на долговите на општините во висина од 50 милиони евра и поддршка на стопанството во висина од 30 милиони евра. Оваа завршна сметка би била целосна и би се остварила надзорната улога на собранието врз реализацијата на буџетот, доколку ние имаме детален приказ на тоа за што се потрошени оние 30 милиони евра како финансиска поддршка на економијата и 50 милиони евра за долговите на општините. Законска обврска беше до крајот на јуни месец советите на општините да ги усвојат извештаите за средствата за санирање на долговите на општините и да бидат објавени во службен гласник на општините. Ние до ден денес немавме таков извештај, таков приказ за тоа како се искористени овие средства, ниту пак имаме извештај од Агенцијата за технолошки и индустријски развојни зони за тоа како се потрошени средствата за финансиска поддршка на инвестиции. Иако законска обврска е тие тој извештај да го достават до Комисија за заштита на конкуренција, ние во годишниот извештај на Комисијата за заштита на конкуренција таков приказ не видовме. Инаку јасно ми е на мене за делот на средствата за социјални трансфери, плати и надоместоци, дека врз база на податоците за вработените, за корисниците на социјални помошти и додатоци, дека врз база на тие податоци ги имате точните бројки на потрошени средства изреализирани од буџетот. Меѓутоа, онаа на што ние треба да вршиме надзор, го немаме. Помпезно го најавивте граѓанскиот буџет преку онаа сликовница од 7 страни, меѓутоа сега немаме сликовница за реализација на буџетот, односно со завршната сметка. Немајќи податоци за тоа како се искористени средства за финансиска поддршка за инвестиции, принудени бевме, согласно Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, како пратеници, да побараме извештај од Агенцијата за ТИРС за тоа кои се корисници на оваа финансиска поддршка, колково е учеството на корисниците на финансиска поддршка во инвестициите, кои се добитници на оваа финансиска поддршка, затоа што во извештајот на КЗК ги добивме само странските компании кои се добитници на овие средства. Еве сме на истекот на последните 2 работни дена, согласно законот, институцијата Дирекција за ТИРС, согласно Законот за слободен пристап до информации, треба на барање на нас пратениците извештајот за реализираните средства согласно Законот за финансиска поддршка за инвестиции да ни ги достави со точен назив и вкупен износ на средства кои што се пласирани согласно овој закон. До ден денешен ние таков извештај не добиваме. Затоа и разведувањето на оваа завршна сметка е под сомнеж на користењето на овие 80 милиони евра, дали се согласно законските норми кои што се донесени во оваа собрание. Ви благодарам. Реплика пратеничката Симе